Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во новото издание на Македонија денес. Од 10 до 14 часот имаме навистина интересни содржини, интересни гости кои што ќе бидат дел од нашата емисија, а вие бидете заедно со нас до самиот крај. На самиот почеток ја се вклучуваме за секоја една. 16 дена активизам за борба против насилството, односно елиминација на насилството врз жените и девојчињата. Македонија денес и телевизија 24 се вклучува во оваа кампања. Нашата кутија овде и нашите беџеви ке светат овие 16 дена се со цел да се подигне свеста за елиминација на насилството кое што секоја трета жена во светот го трпи. Ние започнуваме денеска со нашата емисија. На самиот старт ќе ви најавам дека за прва содржина имаме една навистина интересна тема за сите млади мајки, млади родители, како правилно да го негуваат своето бебе во првата година од животот. Во нашето студио имаме навистина интересна соговорничка, доста стручна во својата област, кога станува збор за педиатријата и за негата на бебињата. Затоа не го менувајте каналот, останете заедно со нас во првиот дел од Македонија денес, а започнуваме како и секое утро и денес повторно со музика. Овој пат изборот е на DJ Гоце Саф и Елди Пистолеро со преработка на нашата многу позната македонска песна на Славе Димитров "Чија си". Нито име не те знам, а со тебе имам план уште пред да те запознам. Твојот свет е малку различен од мојот, поинаков ми е сонот. Ти си сила, јас сум сомот, знам ке си ми единствена на светот. За кого би го дал животот, само со тебе во него и никој друг. Некогаш намерно вртам круг за да те сретам случајно, да внесеш топлина во сута, ма те нема. А толку си ми потребна сега, додека душава ме стега и пара љубов и нега, време лета и како да ми смета. Секој ден што минува без тебе и тера пак да го некам секој тук. Поглед што ми дава надеж, сите имаат нешто да кажат, ти имаш да дадеш енергија за да уште тука стојам и чекам да се појавиш еден ден за да бидеш само моја. Чија си, на кого радости му носиш? Чија си, на кого радости му носиш? Чија си, а ниту име не ти знам. Постанота, уште си ми тема, минута по минута те чекав и чекав, уште те нема и веќе не знам што да правам, дали да се откажам или да почнам јас да те парам овде во градов. Некако е чудно, некако се осети будно, кога се расони во тоа утро, знаеш, тогаш ќе те сретнам, па ми се појави како што те замислува црна и срекна и насмех како ангел очи темни. Не бевме спремни, за тоа што не чека и ми вете љубовта не застапија, бевме своји, тие погледи сакав да бидат само мои, беа, но не ми беше тоа планот. Не сакав почетокот на се да биде почеток на крајот, кога сватив искрено како се љуби, сватив дека тебе те нема, а јас во прегрши сум туки. Чија си, на кого радости му носиш? Чија си, на кого радости му носиш? Чија си, а ниту име не ти знам. Now we come together like a stamp on a letter. The music we're bringing, making things get better. So wave up your hand if you love this your one. It's a style and pattern. I say, raise up your hand. Love this your one. Style and pattern. I say, raise up your hand. Love this your one. Style and pattern. See.
Especially as you lift up your hand and your foot. You don't give a damn if persons a look. Cause you rock and you dip and you wine and go down. Cause this is the beat and the talk of the tongue. Wind up the hip and down by the side. Raise up your head and look to the sky. Cause this is the beat that hot on the street. The sound of the bulk and the sound of the street. I say, raise up your hand. Love this your one. Style of pattern. I say, raise up your hand. Love this your one. Style of pattern. See. Dance to the Balkan streets. See the music so hot, see the weather so sweet. Sweet, sweet, the beat of my life. Check for the music each day and night. Car ready, better hold on steady. Master on the mix, say it trash and ready. Ready, better hold on steady. This like a real and a tweet, say we trash and ready. I say, raise up your hand. Love this your one. Style of pattern. I say, raise up your hand. Love this your one. Style of pattern. See. Usten sarinen amen sarkeler akalanevo kiti tu mendilaber. 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 Raise up your hand. Love this your one. Style of pattern. I say, raise up your hand. Love this your one. Style of pattern. I say, raise up your hand. Love this your one. Style of pattern. I say, raise up your hand. Love this your one. Style of pattern. See. Започнуваме со првата содржина за денешното издание на Македонија денес. Веќе и најавив, ова ќе биде навистина доста значајна тема за младите родители, оние кои што во овој период можеби за прв пат се соочуваат со родителството и негата на нивните новороденчиња. Првата година секако дека е многу важна. Многу нови работи се за родителите, оние кои што за прв пат се соочуваат со оваа навистина значајна и голема улога, а секој родител го сака најдоброто за своето бебе. Ке направат се да ги добијат најдобрите совети, да ги најдат најдобрите препарати, најдобрата нега за нивните најмили. Тие секако го бараат одговорот, а педиатрите се секогаш тука подготвени да ги дадат одговорите. Токму така ќе биде и во денешното издание на Македонија денес, а секако благодарение на нашите пријатели од веледрогеријата Зегин, ќе позборуваме и за производи кои што се навистина корисни за употреба во овој период од растот и развојот на бебињата. А нашите пријатели Зегин се погрижија и денес во нашето студио да имаме како и секогаш стручни доктори, специјалисти кои што знаат да дадат навистина добри совети и добри препораки за сите гледачи на телевизија 24, а овој пат акцентот е ставен на младите родители. Во нашето студио на огромна чест и задоволство денес ни гостува примариус доктор Марина Поп-Лазарова, специјалист педијатар од Ремедика. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и на вас и на вашите гледачи. Имаме навистина многу убава тема, затоа што секогаш кога се зборува за бебињата е убаво да се разговара на таа тема, да се дадат убави совети, навистина корисни за родителите, кои што, како што и самата кажав, многу дилеми имаат на самиот почеток. И тие самите можеби не знаат што е она најправилното кое што треба да го направат, како да се грижат за бебето кое што доаѓа во нивниот дом и секако е дел од нивното семејство, но вие сте секогаш тука да ги дадете правите совети. А денес ќе зборуваме токму за нега во првата година. Така е. Работејќи многу години во породилиште, морам да кажам дека тој период е врзан навистина со многу премрежија, многу дилеми и многу ситуации на кои што им треба стручна помош на младите родители. Секако дека они го сакаат најдоброто, како што рековте, за своето дете, меѓутоа стручната помош е неминовна за разрешување на овие дилеми и прашања што ги имаат. Значи, кога говориме во тој контекст, морам да кажам дека изборот на одредени препарати за нега на бебето, поготово во првата година од животот, во најраните месеци од животот, е секогаш многу деликатна тема. Бидејќи имате тука приличен дел кој што делува
од генетски аспект, значи имате сензитивна кожа која што самото бебе има, бидејќи новороденото дете се раѓа со 10 пати потенка кожа него од возрастните, значи рачунете колку е тоа чувствителна кожа. Од една страна, од друга страна пак ќе кажам генетиката си го прави своето, па имате кожи кои што и така се генетски наследуваат по својата сензитивност и тука веќе имате двоен проблем, нели? Често ни се тие прашања поставувани на нас како педиатри, неонатолози, што е тоа што треба да ги дадеме како совет во однос на правилната нега и третман на бебешката кожа пред се, нели? После породувањето, 9 месеца бебешката кожа била обкружена со водена средина, нели, околу плодовата вода, меѓутоа сега веќе имаме сува средина околу нив, која што секој допир, секој контакт на вистина може да направи сериозна иритација и проблем на таа бебешка чувствителна кожа. Основно е да знаат мајките дека не треба да се претоплува детенцето, бидејќи на тој начин потењето и солта од пота прават дополнителна иритација на кожата. Понатаму дека треба да се користи памучна облека, да има доволно транспарентност, за да може да диши таа кожа на некој начин, или на некој начин да се заштитува. И уште една работа, кои косметички средства треба да се користат од аспект на тоа да не ја иритира, да не ја сушат, а истовремено да негуваат и штитат бебешката кожа. Токму тука имаме многу добри искуства, кои што денеска би ги посочиле со Фризидерм, значи една колекција на бебешка линија, сеопфатна бебешка линија, која што може да се најде во веледрогериите на Зегин, која што ние користиме веќе скоро цела година и можам да кажам дека имаме навистина многу позитивни искуства од самите родители. Почнувајќи од тоа дека станува збор за колекција која што користи дерматолошки високо квалитетни состојки, пред се растителни компоненти, кои што се дерматолошки тестирани и кои што немаат во себе нити бои, нити парабени, нити конзерванси. Така да на тој начин базично е користено маслото од камилица, кое што знаеме дека има благ смирувачки ефект, и се користат протеините пченични, кои што од една страна значи ја задржуваат влагата, овозможуваат добра хидрација на кожата, бидејќи оваа кожа бебешка е многу склона да се суши. И втора работа, делуваат против иритација, значи ја смируваат бебешката кожа. И токму во тој контекст оваа линија Фризидерм има и купка, има и лосион, има и креми кои што може да се користат во негата на редовна, секојдневна нега на бебешката кожа. Капењето не е задолжително да биде секој ден, може да биде преку еден ден, точно со цел да се избегне сушењето на оваа нежна бебешка кожа и да остане оној природен, неспецифичен, да кажам, имунитет што самата кожа го има. А кога бебето е среќно, среќни се и родителите, Секако. среќни се сите наоколу, а токму овие производи нудат навистина убава нега, вие како што велите година дена ги препорачувате Така. И искуствата се навистина позитивни. Така. А ние како и секогаш кога веледрогеријата Зегин се дел од нашата емисија, ги наградуваме и нашите гледачи. Така ќе биде и денес за четворица гледачи кои што ќе се јават во рамки на нашата емисија. Имаме 4 продукти токму од оваа линија на производи. Имаме продукт за брзо олеснување на болка и нелагодност на слузокожата на устата. Ќе поразговараме секако и за тоа, заштита на кожата околу устата и носот кај новороденчињата. Имаме насал оинтмент мас за нос, која што е наменета за обновување на нарушената флора на кожата на носната регија, и овој продукт ќе се најде кај еден од нашите гледачи, како и кремата за нега на брадавиците на доилките, секако нешто и за мајките кои што го поминуваат исто така овој навистина тежок период и адаптибилен. Би се надоврзала на вашиот коментар, значи генерално негата на брадавките е многу сериозна. Значи тема, да кажам, во овој период, бидејќи и може да предизвика сериозни проблеми, бидејќи тој контакт меѓу детето и мајката, односно брадавката, во споставување на првото доење, должината на подоите, техниката на доење, правилната или неправилната поставеност, нели, во однос на брадавката и вилицата на детенцето, сето тоа може да направи сериозни проблеми, да ги оштети, да ги разране брадавките. И токму заради тоа ние препорачуваме кај мајките да се користат одредени средства, кои што од една страна ќе ја смират таа иритација на кожата на брадавките, ќе ја заздрават и од друга страна ќе имаат извесен антимикробен ефект, бидејќи ќе оневозможат навлегување на бактерии преку кожата и консекутивно може да настане некоја компликација од типот на мастити, абсцеси кои што не би сакале да не се случат. Токму тука овој препарат кој што Фризидерм го нуди, кој што во себе има растителни активни компоненти, значи постои масло внатре од невен, од камилица, од авокадо,
Сето тоа и масленово масло со извесен процент на ланолин кој што исто така масти, сето тоа овозможува сите овие компоненти кои што се потребни при иритирани брадавки да се испочитуваат, односно им се помогне и со болката и со иритацијата и да превенира појава на инфекција и ја сушат кожата, што исто така многу важно, бидејќи практично преку млекото и преку плунката на детето доаѓа до влажење на таа кожа која се иритира и секако тоа најмалку е пријатно. И ова сега се преминува што е самиот почеток на доење, така е, со употребата на оваа крема. Така е. Веќе ги имаме првите двајца гледачи кои што секако сакаат да имаат дел од овие производи во својот дом и во негата на нивните бебиња. Се надевам дека на соодветно место ќе отидат на градите. Велиме добар ден за првиот гледач кој ни се јавува. Добар ден, Милена на телефон. Добар ден, Милена. Дали вие можеби досега сте имале можност да ги употребувате производите на Фризидер? Па до сега не да ви кажам. Сакам да кажам дека темата е прекрасна, едукативна, така да е од голема корист за младите мајки, а и за бабите секако. Да, бабите да помогнат на мајките. Да. Така, вие ќе бидете добитник на еден од овие производи, секако сите од нив ќе најдат добра примена во негата на вашето внуче, се надевам, а ние продолжуваме со следниот гледач кого и веќе го имаме на линија. Добар ден за кого? Добар ден. Повелете во програма, сте кој ни се јавува? Костадинка. Костадинка? Да, јас сум мајка на второ бебенце, веќе месец и пол. Нека е живо и првото здраво. дете воопшто немав проблеми никакви, мислев дека окей се било какви да ги користам, такви ланолини. Немав проблеми, не беше никаков проблем, али со второто бебе, значи како мајка искусна, ми се направија рагади уште во болница. Значи се пробав, се буквално се, значи од најскапи креми да не ги именувам сега. Да. Значи ништо не ми помогна, само оваа крема, јас ја викам грчка за брадавици, значи најефтина беше. Ми помина за една недела, значи плачев кога го доев детето, ми помина за една недела, од прилика една недела, може и пократко, не знам. Значи ја препорачувам на сите и пишувам и по групите дека ова е единствената крема што ми помогна. Ставав и брадавки, секакви, ама ништо не помогна. Оваа крема ми помогна и сакав да ви кажам и сите што гледаат да ја земат оваа крема. Ви благодариме многу за препораката, ова се најдобрите препораки кога искрено ќе се сподели искуството. И ние во ординација верувате исто така имаме многу позитивни искуства и во тој контекст Фризидерм која вели мајката грчка крема, значи се произведува во Грција и од органски, практично е органска козметика, како што реков се користи дерматолошки тестирани растителни компоненти и токму заради тоа вака имаме добра препорака. А искуство како што можевме да чуеме. Кога мајката ги нема тие проблеми и тие болки, многу е се поедноставно и полесно, може да се грижа за детето и детето па не ја прима и таа нервоза кога мајката е нервозна во текот. Знаете, доењето е процес и вештина, ве гледате и самата гледачка каже со првото дете немав никакви проблеми, значи контактот меѓу детето, меѓу вилицата на детето и устата и градата била сосема во ред, меѓутоа второто дете има реален проблем и тука може да биде таа несинхронизираност причина и лошата техника за појава на овие рагади кои што може да имат последици и болки, а тоа е дискомфорт и за мајката и за детето. Да, ние продолжуваме таму каде што секако и започнавме, кај негата на бебињата, капењето како што и самата кажавте на самиот почеток, не мора да биде секој ден, иако кај нас нели во ова наша земја и традицијата наложува секој ден да биде вообичаено навечер да се капе бебето. Тоа е дилема. Да, тоа е повторно уште една дилема со која што се соочуваат родителите. Така е. Значи кога прашуваат родителите кога треба да го капам детето, на почетокот секогаш велиме дајте тогаш кога имате асистенти, тогаш кога имате помошници. Значи ако е тоа во утринските часови, во ред нека биде наутро, ако е за навечер, ако имате некој да ви помогне. Знаете колка е одговорност за мајка која ќе донесе детенце после 3 или 5 дена од породилиште дома и кога тоа дете од 3 килограми треба некој да го земе во раце и да го искапе и тоа да биде безбедно, сигурно и пријатен чин, а сите се во стрес. Да. Нели? Значи сето тоа треба да се на некој начин соодветно надмине и точно заради тоа треба да биде времето одбрано, опкружувањето да биде соодветно подготвено и треба да биде ритуал. Детето не го сваќа секогаш како ритуал, него почнува гласно да плаче и него дуваат голем број од деца, меѓутоа со време тоа станува рутина и добре да се устали еден термин кога тоа ќе се прави и затоа се потребни вакви, да кажеме, козметички препарати кои што нема да ја сушат кожата, ќе ја заштитуваат во исто време и ќе ја негуваат. Значи сето тоа, затоа е најдобро да се користат вакви препарати кои што се органски и кои што како што реков веќе не содржат
сложат ни парабени, ни конзервансивни бои. Фризидер ми ја има таа цела колекција, значи од купки до креми, лосиони, и имаат уште нешто што исто така е една работа која треба да ја напоменам, бариерна крема. Значи, многу често регијата, генетоглутеалната регија, во пеленската регија, е чувствителна од проста причина што децата имаат многу често и урини и столици, поготово децата на почетокот, знаете, мајката ќе рече само што го пресоблеков докторка, го ставив на града и детето почна да се празне, нели, има столица. Значи, тоа е така наречен гастроколичен рефлекс, природен е. Самото мајчино млеко има лаксантен ефект, ефект на прочистување, и како детето почнува да цица, така почнува да се празнат цревата и имате столица. И сега они се во дилема дали тоа треба после цицањето веднаш да го пресоблечат или не. Значи, генерално не би требало, али треба да се користат соодветни пелени за еднократна употреба и не предолго да биде детето во такви пелени оставено влажни, бидејќи таа регија, која рековме е извонредно чувствителна, може да се зацрвени, може да има иритација, може да има амониакален дерматит и така натаму, бидејќи агресивна е урината и столицата. Точно заради тоа се користат така наречени бариерни креми. Фризидер ми има таква бариерна крема во која што има пантетол, во која што имате исто така камилица и има 3% цинкоксид, не дозволувајќи практично влагата од урината и од столицата да ја оштетува и да ја иритира кожата. Да, имаме веќе повторно двајца гледачи, ќе им дадеме предност секако на оние кои што се јавија да бидат дел од нашата емисија и секако да имаат дел од производите на Фризидер во својата домашна секако козметика за нивните бебиња. Добар ден за првиот. Кого го имаме на линија? Вида Караматовска. Повелете, од каде се јавувате? Дали сте од Скопје? Од Прилеп се јавувам, јас сум баба на 2 близначки. Нека се живи и здрави. Да? 2 недели, сега ми се во Скопје. Од ќерка 2 близначки имам, се интересирам за гледам емисијата Нега на бебиња во првата година. Така. Повелете, си имате некое прашање? Па нешто пратам со емисијата, сега прва рожба е на ќерка ми. Врска со емисијата за почеток. Така. Во секој случај, доколку имате некој во Скопје, ќе може уште денес да дојде во нашата телевизија да подигне еден од овие производи кои што верувам ќе биде доволно корисно и секако да ви упатат. Дали може в четврток и од каде се подига? Секако, да. Може во било кој ден во текот на следната недела во просториите на телевизија 24 да дојдете и да подигнете секако една од овие награди која што е наменета за вашите близначиња. Ние им посакуваме навистина здравје и долг живот и секако да уживате во нивното растење и негата која што секако секојдневно ќе им ја пружате вие како баба и родителите заедно со нив. Ете, во ова семејство допрва ќе дојдат овие дилеми. Да, меѓутоа нестрпливи се ги очекуваат секако. Имаме уште еден гледач, доктор Кеналинија, ќе го вклучиме и него, па ќе продолжиме со разговорот. Добар ден за кого? Добар ден. Повелете во програма, сте од каде вие ни се јавувате? Се јавуваме и ја гледам вашата емисија. Да, повелете. Баш сакав како дедо да учествувам во награднава игра. Одлично. И ете успеав. Па ќе ги изненадам. Да, вашето име само доколку може? Мишко. Дедо Мишко, се надевам дека добро ќе ги изненадите младите родители и ќе им помогнете со овој производ кој што ќе го намените за вашето внуче да има навистина добра нега во однос на неговото здравје, растот и развојот и секако веројатно дека доколку еден од производите се покаже како доволно корисен, ќе ги набавите и останатите и ќе дадете една навистина убава козметика за вашето внуче, како што вие кажавте, сето тоа на природна база. Така, имено. Токму во тој контекст би го спомнал овој производ што тука го имате изложено, значи назал ойтман, значи тоа е маст за назална употреба за која што го штити исто така на растителни активни компоненти базиран, кој што ја штити надворешно носот и кожата околу носот. Од една страна, од друга страна има антибактериски ефект. И од трета страна прави бариера, значи ја на некој начин штити нормалната флора што ја има практично слузницата на носот, се со цел да таа влезна врата, знаете кај децата поготово е тоа широм отворена врата, голема, нели? Таа врата на некој начин биде затворена за вируси, бактерии
и алергени и на вистина има изузетен ефект бидејќи може да се користи неограничено, може да се користи практично од самиот момент на раѓање, значи од најраната возраст и може да биде замена во одредени околности, во одредени ситуации за антибактериската терапија која што ние локално ја пласираме таму каде што е можно. Да. Голем број на дилеми и недоумици во текот на првата година, секако тука е можеби растењето на првите запчиња, болките во непцата кои што некаде после вториот месец веќе почнуваат со своите тегоби, болки во непцата и секако плачот кој што родителите не сакаат да го слушаат е поврзан со пробивањето на првите запчиња. Така е. Значи во првите 3 месеца најголем проблем и најголема грижа представуваат грчевите во стомачето. И тогаш тоа е цела фамилија е возбудена затоа што детето не знае да каже што тегоби има, а навистина плачот е многу сериозен и силен и особено како по правило попладни навечер се случува. Значи таман малку ќе се стишат грчевите и некако ќе се фатат некаков ред и ќе се устала, значи зборуваме за една состојба која што е физиолошка и природна бидејќи самиот гастроинтестинален тракт на новороденото дете е стерилен, значи допрва треба да се адаптира на храна. Во првите 3 месеца тоа се случува, некои деца имаат повеќе тегоби, некои имаат помалку тегоби, меѓутоа генерално е така еден период кој што е прилично хаотичен во однос на ставање на ред, нели, во хранењето и во спиењето кај децата, значи тама малку тој ред ќе се некако воспостави, почнуваат новиот дискомфорт како што е растање на забите. Значи некаде после вториот месец, третиот месец веќе очекуваме тегоби кои што може да се врзани со избивање на првите запчиња млечни кај децата. И тие се манифестираат со исто така вознемиреност, плачење, многу често во ноќните часови, бидејќи во текот на денот сите други работи што се случуваат околу детето го фокусираат неговото внимание, меѓутоа навечер таа болка стане доминантна. Знаете, забите треба да пробијат коската, па да пробијат, што трае прилично долго. Од една страна, од друга страна е прилично болно, иритира, децата ги ставаат рачињата внатре, тоа родителите често ќе го кажат, плунка се лачи во голема количина, не спијат, не можат да врзат долг период на сон, вознемирени се. Значи, сето тоа прави еден навистина сериозен дискомфорт кај децата и токму во такви околности треба да се даде одреден препарат и ние како педиатри тоа го советуваме, кој што ќе ги олесни тегобите кај детето. Во тој контекст една од можностите е токму оваа крема која што ја нуди Фризидерм, која што исто така е базирана на растителни компоненти. Значи внатре има екстракти од карамфилче, има внатре екстракти од жалфија, има арника, која што исто така на природна база не содржи шеќер, не содржи алкохол и не содржи лидокаин, значи е анестетик. На природна база доведува до смирување од една страна на болката, на иритацијата, олеснување на тегобите кај детето и може да се пласира неколку пати во текот на 24 часа. Препорачуваме тоа да биде после оброкот, за да трае подолго и во вечерните часи, кога се будат децата, значи не се будат секогаш им велиме на родителите зашто се гладни, него затоа што можеби имаат дискомфорт и проблеми со забите. И затоа во такви околности подобро е прво да пробаат да таа тегоба им ја намалат со ставање на гел, велиме прво да ги измијат убаво рацете, нели мала количина гел да се стави на прстот практично за да се намачка тоа место кое што е најболно. Значи прво излегуваат долните единици, кај 80% од децата, кај 20% може да случи првите единици на горната вилица да пробијат први, меѓутоа како и да е, тоа е зоната која што треба да се мачка, односно треба да се третира со цел да се обезболи, нели, местото и таа да кажам локација на непцето од една страна, од друга страна му се помогне на детето кое што неутешно плаче зашто има одреден проблем. Да, и бара помош, а тука секако се родителите, возрастните, оние кои што треба да му помогнат. Така е. Ние имаме повторно гледачи на линија, веројатно со свои прашања. Го заокруживме веќе оној награден дел, но секако телефонските линии се и понатаму отворени. Да го чуеме првиот на линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Повелете во програма, сте имате некое прашање? Да, имаме прашање до докторката. Поздрав до вас, до емисијата. Имаме двомесечно бебе и за 2 недели фактички, многу ни е тазе. Нешто 2 дена ни се исфрли околу препоните и кај газето така црвенило. Матичниот ни препорача со хиперманган, меѓутоа не се повлече црвенилото и вчера мораше да однесеме на кожно,
Затоа дали соодветна терапија ни ја дадоа Алфодерм и Канестен. Да се комбинира, да се измеша некој слој од двете креми и се бајле и навечер да се става, а меѓу време со камилица да ја замиваме. Дали не е правилна терапијата? Ви благодариме за јавувањето, ќе го добиете одговорот од нашата докторка, но пред тоа да го слушнеме и следниот гледач кој го имаме на линија, да видиме што тој има да постави за прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програма, сте ве слушаме. Телефон Јана од Охрид, на 3-неделно бебе. Нека е живо и здраво. Се млади мајки, млади родители, да? Да, па имам едно прашање за педијатрот. Ми се нафрли на лицето како ситни акнички, ми рекоа дека се бели, така, полни бели и црвенило има доста. Ми дадоа гарамицин, меѓутоа не поминува, уште има црвенило на лицето. Ви благодариме за јавувањето. Дали би можеле да им дадеме совети на нашите гледачи? Да, би можеле да им дадеме совети. Значи, тука говориме за состојби различни локации, гледате, меѓутоа повторно во центарот, во фокусот на вниманието е чувствителната бебешка кожа. Дали е тоа горниот дел од лицето кој што е непокриен и најчесто се случува. Значи, лицето на детето е многу сензитивно, изложено е на контакти и може практично со било кој контакт, нели, од нашите алишта, од градата на мајката, кожата на мајката, брадата на таткото многу често може да биде иритативен фактор. Или просто, нели, ние не сме баш така едноставни во однос на иритацијата која можеме да ја дадеме кон една таква бебешка кожа, може да се појави една ваква ситуација. Прво и основно да се внимава на што се допира. Би почнала со второто прашање, нели, на гледачката, да внимава до што се допира лицето на детето. Значи многу е важно да ставате на чиста пелена на која што ќе се допира лицето, да водат сметка и за постелнината, нели, каде детето се става, да не се ставаат омекнувачи или ако веќе се става омекнувач да се да се исплават алиштата неколку пати со цел да не остане дел од хемијата, нели, од хемикалите што може да бидат иритација, бидејќи тоа лице, рачунете, ќе има контакт континуирано со постелнината каде што е детенцето, значи многу е важно до што се допира. Втора работа да не се претоплува, значи тоа е многу сериозна грешка. Од многу голема љубов и внимание бабите ќе извинат, меѓутоа многу често се случува по 1 до 2 кебиња да има детето во периодот кога спие или во периодот кога се дои. Меѓутоа, треба да ги потсетам дека практично мајката делува како грено тело, кое што е залепено до бебето, го топли во текот на доењето. Втора работа, цицањето е тешка физичка активност, каде што детето генерира топлина и рачунете детето колку може да се поти. Значи, секогаш им велиме на мајките, внимавајте на температурата, внимавајте да не ви се поти детето. Она што треба да знаете дека релевантно во однос на проценката дали на детето му е топло или ладно е вратчето на детето. Значи, тоа е внатрешната температура. Не е тоа носот, не се тоа рацете, не се тоа нозете, бидејќи тоа е периферија. И таа може да биде ладна, бидејќи детето оддава топлина. Меѓутоа, вратчето на детето и потењето во текот на цицањето особено, може да биде причина таму каде што се лоцирани поголема концентрација на потни жлезди, а тоа е на горниот дел на торзото, вратот и капилициумот, главчето и лицето на детето, да биде една од причините за појава на ваква црвенило. Значи, прво и основно говорам за превенција. Мора да знаат зошто се случило, да пазат на иритација и претоплување, и втора работа е третман. Значи, за да се намали иритацијата и ова што веќе се случило на кожата, треба да се дадат одредени, да кажам, средства за намалување на иритацијата. Веројатно, лекарот сметал дека таму има инфекција и токму заради тоа е дадена терапија гарамицин, меѓутоа основно е дека треба да дадете нешто со што ќе се смири кожата. Во овој контекст од фризидер имате антикорд терапија, која што навистина многу помага, смирува и ги заменува овие, да кажам, вакви креми кои што не можете долго ни да ги давате, кои што може да се комбинираат исто така заедно со антикордот, а кои што на растителна база делува на смирување на иритацијата на кожата. И резултатите се видливи за кусо време, апсолутно, за неколку дена, токму така. А пиленската регија, она што беше претходно кажано, веројатно годнале на дерматологот дал една терапија која што е за смирување, антихистаминик, значи и дал и нешто што и кортикотерапија и дал антимикотик, значи за намалување на ефектот од тоа влажење каде што може да
има голема концентрација на габи и затоа е даден канестенот, меѓутоа и тоа не можете долго да го користите. Така да откако таа терапија би поминала или како суплемент на таа терапија, дополнување може да дојде бариерната крема, која што реков има во себе екстракти од масло од камилица, има цинкоксид кој што е 3% за најдобра заштита и има пантотен кој што регенерира. Јас се надам дека гледачите се задоволни од одговорите. Ние денес во соработка со Веледрогерија Зигин во нашето студио ја имаме докторката Марина Поп-Лазарова, специјалист педијатар од Ремедика, со која што даваме совети за сите млади родители, баби, дедовци кои што сакаат да допринесат растот, развојот и секако првата година на нивното бебе да помине што помирно, посмирено, без тој плач кој што секако сите сакаат да го смират на најразновиден начин и да имаат пред се убава негувана бебешка кожа, за која што е потребно да се даде многу внимание и многу совети. Главата на бебчето, секако некои се раѓаат со многу повеќе коса, некои со помалку коса. Секако тоа е транзиторно. Да, тука повторно дилеми како да се негува и главчето на бебето. Така е. Значи, некои се раѓаат, како што рековте, со повеќе коса, некои со помалку коса, меѓутоа таа коса отпаѓа после извесен период, после неколку месеци, што е сосема вообичаено, нели? И доаѓа нова коса која што ќе видите разлика во должината, нели? Новата коса е кратка и погуста, а оваа која што практично со која што се родило бебето отпаѓа. И тоа е често прашање на родителите, нели, што ги се случи. Меѓутоа сосема нормално и сосема во ред, меѓутоа една појава која што прилично е честа, тоа е појава на теменица. Или круста лактеа, како што ние на латински ја нарекуваме, или млечни лушпи, кој што на поглавината на детето ја има, особено кај деца кои што имаат чувствителна, сензитивна, сува, склона кон екцемија, тописка кожа, таму се јавуваат такви лушпи, кои што навистина многу му пречат на детето, даваат чешање, сфрап, исто така дискомфорт и би било многу добро тоа да се отстрани, за да му се помогне на детето да може и тој да се негува и да се чисти. За таа цел фризидер има едно преубаво масло, АБЦ, масло кое што се препорачува да се става 1 час пред бањањето, со цел тие лушпички на некој начин да умекнат и за да во текот на бањањето може мајката со една мека четка пред бањањето нели да ги на некој начин малку отстрани или со една фротирска ракавица и со купка во текот на бањањето тоа да го стори, па на крај со сува фротирска крпа да ја заврши таа нега на главчето на детето, меѓутоа со апликација од неколку дена има навистина голем ефект. И многу од родителите били изненадени од ефектот на ова масло, кое што исто така се базира на, да кажам, природни растителни активни компоненти, кои што овозможуваат да таа теменица се елиминира. И препорачуваме да се тоа користи неколку дена последователно, додека да се отстрани, а после тоа по потреба, зависно од тоа кое дете, колкав проблем има нели со теменицата. Голем број на прашања се секако кога станува збор за негата на бебето во првата година, секојдневно секое ново прашање треба да биде одговорено. Ние нема да имаме време и да трае многу подолго разговорот со вас, но се надам дека дадовме доста корисни совети за оние кои што денес беа заедно со Македонија денес и вашето присуство го искористија да добијат и одговори. Но ете, вие како педијатар што е она што можеби генерално го препорачувате како препорака за родителите кои што сега секако имаат прво новороденче и прв пат се соочуваат со негата на бебето? Значи, навистина темата е многу широка и многу комплексна. И пак ќе кажам, секој пар мајка и дете е индивидуален. Значи, тоа мора да се почитува, мора да се внимава на новородените деца, бидејќи се навистина многу чувствителни организми и користење на вакви, да кажам, органски козметики и препарати олеснуваат и на мајката, веруете, олеснуваат и на детето. И на цела фамилија, секако да поминат навистина убави и моменти со нивните најмили. Доктор Марина Поп-Лазарова, јас ви благодарам за денешното гостување во рамки на нашата емисија. Задоволство беше да се разговара заедно со вас. Се надевам дека ќе имаме можности понатаму во Македонија денес да разговараме на теми поврзани со она што секако нас не прави најсреќни, а тоа се бебињата. Така е. Благодарам. Драги гледачи, вам ви благодарам што во овој прв дел од Македонија денес бевте заедно со нас. Се надевам дека овој разговор со нашата денешна прва соговорничка беше доста корисен за сите вас кои што одлучивте времето да го поминете заедно со Македонија денес. А ние тука ќе направиме една пауза. Во продолжение гледаме анализата со колешката Наташа Стојановска од информативната редакција на телевизија 24. А ние продолжуваме со Македонија денес некаде околу 12 часот и 30 минути, односно по завршувањето на пладневните вести. Бидете заедно со нас.